Лато, погледни низ што поминуваме поради една жена. Се уште не можам да поверувам. Многу убаво знам што би му направил на тој Аслан. Многу убаво знам, ама да не знаеше татко ми за тоа. Види, мамо. Нема да му кажеш, нели? Ние не се гледаме. Игнорирањето на прогонството е предавство кон угнетените. Збор на татко ми. Мајка ми беше со мене пред некој ден, кога и помагав на баба ми. Ја подсетив на зборовите на татко ми. И таа рече: браво, сите вие ги знаете зборовите на татко ви наизуст. Мајка ми ти рече да го направиш тоа, така? Да ги избришеш снимките од камерите. И таа ти рече да го киднапираш Серхат, така? Така ли е? Намерно ја остави последната снимка, за да ја најдеме. Намерно го направи тоа. И што ќе правиме понатаму, брате? Од сега ќе се бориме или кажи ми? Што мислиш ти, бато? Што мислиш? Тука сме. Семни се. Оди, оди. Што ќе правиме со ова, ќе одиме? Не, го чекаме морскиот автобус. Ежи ти Бога. Капетане, тргнувај. Видиме во каква состојба сум. Еве, видиме, јас сум за никаде, бре, човеку. А тие треба на татко ми да му се молат, да знаеш. Инаку јас не сум некој човек што бега од борба, само да знаеш, разбираш? Не разбирам. Со среќа. Што се случува, а? Вие ми поставивте стапица, а? Девин. Што се случи сега? Зошто ми го постави тоа прашање? Многу пати ми го поставуваше. Зошто? Не разбирам. Дали мислиш дека овие луѓе заслужуваат да живеат? Што значи тоа?
Аслан, има ли нешто што не го знам? Јамур. Да не имаш клешти, а? Што ме прашуваш мене? Погледни во алато таму внатре. Инаку пакетот е готов. Како си, Серхат? На пат сме, господине. Не грижете се. Тургут? Тоа е неговиот телефон. Нели ти реков да го исклучиш? Па, само што го исклучував. Адвокатот пиша порака. Напиша како си, Серхат. Јас напишав на пат сме, господине. Нема проблем. Добро, бе, ти ненормален си. Тургут, дали си ти глупав? Зарем овој човек, адвокатот господине го вика, глупав. Фрли го пакетот во море. Добро, пловидбата заврши. Се враќаме. Проклетство! Серхат! Внимавај, без паника. Ќе се справиме, добро е, добро е. Со што ќе се справиш, бе? Со што? Неколку часа откако ќе испловите кон Црното море, јас ќе ти испратам порака. Како си, Серхат, ќе ти пишам. А ти ќе ми одговориш, нема проблем, морето е. Зошто? За да знам дека ти си тој што ја напишал. Пораката, ме разбираш? Да знам дека не си мртов. Добро е, смири се. Добро е, смири се, смири се. Каде е автомобилот? Добро е, смири се. Така? Добро вечер, господине. Добро вечер. Ве молам да ме извините, ме барам многу доцна. Не можев да стапам во контакт со капетанот, па разговаравте со Серхат. Немој да си играш со мене. Те молам, немој да си играш. Го уби, нели? Смирено, смирено. Како да се смирам, бе? Како? Готови сме. Прво мене ќе му уништи, а потоа и тебе. Ќе те уништи и тебе заедно. Не грижи се, тоа нема да се случи. Ако не зборуваш ништо, тоа нема да се случи. Ти ли ќе ме заштитиш од Илијас? Добро, добро. Само кажи ми каде си сега. Мислиш дека сум толку глупав да ти кажам каде сум, а? Сакам 10 милиони долари. Имаш 12 часа. Кажи му на Аслан, кога ќе истечат тие 12 часа, Илијас Корузаде ќе ве прегази. Запомни го ова. Ах бе, Тургут. Како може ли да го пуштат овој човек? Како може да биде слободен? Како стана слободен? Мора да разговараме, надвор сум. Јамур, добро е, смири се малку, душо, ништо нема да се случи. Погледни ме, ваму, погледни ме. Го познавам многу добро. Сестро, многу добро го знам, ќе дојде и ќе ме најде, ќе го доврши она што го остави недовршено. Нема. Аслан, ке може ли за момент да не извиниш? Те молам. Душо, убавица моја, погледни ме. Ништо нема да се случи, ти ветувам, душо моја убава. Знам дека ќе се случи. Ја уби таа девојка гледајќи ме право во очи. Ја уби Ирем, сестро, ќе дојде и ќе ме убие мене исто, знам, ќе ме убие. Добро, смири се. Ајде,
Смири се сега, добро? Нема такво нешто да се случи. Никогаш нема да дозволам нешто да ти се случи. Ме слушаш ли? Ништо нема да ти се случи. Дојди. Дојди вам. Верувај ми. Бара 10 милиони долари за 12 часа. Во спротивно ќе каже. И тој адвокат мора да умре. Само да знаеш. Ќе подпишеме договор со Илјас вреден милиарди, ако пред подпишувањето не успее да стапи во контакт со синот преку адвокатот. Ќе биде сомнително. Ќе бидеме на удар. Добро, кога стана ти ваков, а? Пари само, а? Слушај вамо, синко, алчноста ќе ти уништи семејството, само да ти кажам. Брате, навистина мислиш дека проблемот ми се парите мене? Не ми се. Мојата вистинска грижа е Илјас. Колку подоцна Илјас дознае дека господин Серхат е мртов, толку подобро за нас. Разбрав. Телото и така го испрати во Тајланд. Сега ќе почне да телефонира таму. Дури и кредитните картички. Одлично. Да. Да, уште нешто, мора да разговараш со Јамур. Во ред, треба да ја повлече изјавата или пријава, што и да е. Добро ли? Сине, тој адвокат кукавица е, не се знае што ќе направи. Јас ќе го најдам, добро? Ако го најдеш, јави ми имена. Секако, братче. Тоа што е направено не може да се врати. Го направивме тоа што мораше да го направиме, а и таа кукавица Серхат искрено го заслужи тоа. Го познаваш Илијас? Ако дознае дека ние сме го направиле ова, многу ќе се налути и ќе збесне, да знаеш. Тогаш тој ќе го добие и точно тоа што го заслужува во тоа, ама јас пак ти велам. Ти не мора да се мешаш во ова, верувај ми. Сине, одамна сум во оваа работа. Ова не е веќе наше прашање. Ова е прашање на семејство. Мајка ми, Лейла, Джейлан, Девин, Јамур. Ме разбираш? Војна ќе има, војна. Ќе има крв на секаде. Немој, остави. Нека мисли мајка ми дека си го направил својот дел, во ред. Ништо не и кажувај, нека мисли дека си го префрлил во странство. Јас ќе го заштитам семејството, во ред. Смири се. Во ред. Добра ноќ, бато. Девин! Девин! Како е Серхат? Нема проблем, нели? Колку што знам, добар е. Дали некој друг знае нешто освен адвокатот? Мислам не. Што се случува? Добро. Војна ќе има, синко, војна. Ќе има крв на секаде. Смири се малку. Добро. Не можам да се Погледни ме. смирам. Полека, Не можам смири да се смирам, Аслан, не Ништо можам. нема, заборави се што Што се случи со Серхат? Каде е тој, каде? Ми веруваш ли ти мене? Серхат е мртов, Се е така? под моја Мртов е. контрола. Тоа нема никаква врска Аслан, со каде е тебе. Серхат? Заборави Кажи се ми. што слушна, ти велам ништо Што не се беше. случи со Серхат? Кажи ми. Мото е на Црното море. Слушна ли сега смирена си? Види, нема потреба да се грижиш повеќе. Се е под моја контрола, само привремено ќе живееме на фармата заради предпазливост и тоа е тоа. Не разбираш? Кој? Илија Скорозаде? Колку е опасен тој? Опасен човек е и само тоа ќе ти го кажам толку. А што ако дознае дека си го убил син? Нема да дознае, види, заборави се што слушна, ништо не си чула. Никогаш не сме да дознае, Аслан. Никогаш не сме да дознае. Девин, те молам, собери се и врати се во нормала полека. Веднаш ништо нема, значи готово, заборави. Се е под моја контрола и ова нема никаква врска со тебе. Буквално никаква врска, ме разбираш? Мислиш ли дека вакви луѓе заслужуваат да живеат? Тоа ме праша. А јас молчав. Сигурно не го направи тоа затоа што јас молчав, нели Аслан? Девин. Девин. Аслан, не го уби човекот затоа што јас молчав, нели? Девин. Аслан, што требаше јас да знам?
Јас од лутина удри во зидот, не бев свесна за последиците. Ништо не се случи поради тебе, смири се, те молам. Не беше поради мене. Не. Не. Аслан, не зборуваш вистината? Да. Ништо не се случи поради мене. Не се случи ништо. Добро? Јас ништо не направив. Не. Ништо не направи ти. Верувај ми, мила. Неговото вистинско име е Илјас Корузаде, неговиот прекар е Црниот Илјас. Потекнува од Адана, голем дел од своето богатство стекнато преку коцкање и дрога го вложил во индустријата за онлайн обложување. Во минатото на Јусуф Сојкан и на Ибрахим Сојкан и овозможил семејството Сојкан да ја достигне сегашната моќ. Илјас Корузаде, кој моментално живее во Романија, ја контролира нелегалната индустрија за обложување. Долго време беше тема на јавноста поради интервјуто што го даде по убиството на неговиот внук. Само Бог знае дали ќе умре или не. Ние не знаеме. Да, ние крваревме. А сега е време тие да крварат малку. Само неколку дена по ова интервју се случи настанот познат како славната екзекуција во Санџак Тепе. Илјас Корузаде, кој беше обвинет пред високиот кривичен суд за обид за убиство, со умисла веднаш по нападот побегна од земјата и исчезна без трага. Но зар мирот не е подобар пат? Никако. Ние крваревме, нели? Ако нашето семејство крвареше, сега мора да крвари и нивното. Ова беше последното интервју што Илјас Корузаде го даде во Турција. Подоцна тој одби да разговара со сите новинари кои се обидоа да стапат во контакт со него. Што правиш ти, може да ми кажеш? Исклучи го веднаш тоа. Собери се, ајде. Цела ноќ не спиеше и ова го гледаше цела ноќ на вистина? Ти знаеше се? Што? Знаеше се. Знаеше дека овој човек ќе биде пуштен, дека мајка ти ќе го слободи, знаеше. Девин, добро, може да го затвориме ова, те молам. Ама ништо не направи. Го чекаше да излезе како да го чекаш својот плен, нели? Затоа што сакаше да ме одржиш лекција. Не се случува како што ти мислиш, душо. Се случува вака заради тоа го направи ова. Нели, Аслан? Што се случи? Јамур, се случуваат некои работи, спакувај се, ќе одиме на чифликот, ќе останеме таму некое време. Зошто? Направи како што ти велам, Јамур. Одиме, спакувај се, ајде. Во ред, ќе дојдам, но дали господја Хулија ќе ме прифати? Ќе те прифати. Бидејќи таа го предизвика, сето ова ќе те прифати. Што предизвика, сестро? Не поставувај прашања, прави како што ти велам. Ајде. Што се случи? Серхат е мртов, Јамур. Добро ли? Серхат нема да биде тука. Хава, ги заборави овие. Сестра, слушна дека моите браќа доаѓаат? Да, слушнав. Нешто не ми е како што треба со ова, ама ќе видиме. Што е со оваа елеганција? Каде вака? Не, мајка ми ги искина нервите, па си се утешив со облека. Скоро го купив, сакав да го пробам. Како е? Добро ми стои? Убаво е, да, боите се прекрасни. Хава, подоцна да ја го испереме фустанот на Джейлин со ова. Може ли да не избледи бојата? Што се случи, зашто пак се скаравте? Јамур. Пак недозволуван, или? Ти не грижи се. Ке зборуваме со Девин, ке средиме нешто. Инаку, мислам дека овој фустан треба да го чуваш за сонетот на Каја.
Помогнете им со коферите, ќе дојдам јас, Джанар. Повелете, господин Нелсон. Здраво. Црвениот е мој, белиот е на господица Јамор. Јамор е тука? Што има? Добре дојде. Од првиот свиок кај фармата, па се до овде сакам дополнително обезбедување и камери на секаде да има. Дали сум јасен? Што се случува? Што бара оваа девојка тука? Господјо Хулија, личноста за која што зборувате моја сестра има име Јамур. Што е? Се исплашивте дека Серхат е пуштен? Да не се случи нешто со сестрата или такво нешто? Не плашете се, молете се за мене, јас сум меѓу нив. Инаку Серхат не остава недовршени работи. Серхат мораше да ги остави сите работи недовршени. Наскоро ќе ја слушнете веста. Ајде, Јамур. Аслан? Зашто зборува таа? Погледни ме, немој да викаш, јас зборувам мирно со тебе, полека. Што се случува со Серхат? Кажувам пак, јас зборувам смирено со тебе, така полека. Не сакам да бидам смирена, погледни. зборува јасно. Серхат жив ли е? Кажи ми, те молам. Умре, готово! Серхат умре. Ме разбра сега, рибите го јадат на дното од морето. Сега ме свати или не? Што направи ти? А? Ништо не направи. Што направи? Јас ништо не направив. Што мислеше ти дека некој така ќе дојде и ќе претепат член од семејството Сојкан и јас така ќе стојам и ништо нема да направам, така ли? Нема такво нешто, не постои. Ако денес молчам за ова, утре ќе дојдат на твојата врата овде. И тогаш ти ќе дојдеш и ќе бараш помош. Аслан, помогни. Ке избие војна. Ке има војна, ти велам војна. Мислиш дека Илијас нема да направи ништо сега, можеби некој од нас ќе умре, можеби ти ќе умреш, знаеш ли? Зашто? За една падната... Јамур, види, Јамур е моје семејство, ворет. Јамур е сестра на Девин и ако нешто вакво му се случи на било кој од семејството Сојкан, токму ова е казната. Тоа е тоа. А што гледате вие, бе? Што се чудите сите вие? Прв пат слушате за смрт овде? Како таткото на оваа фамилија? Мировен представник да беше. Да, мајко. Кого денес криумчариме? Ако ме предадеш со тоа што си со Аслан, ке започнам уште една војна, ти кажувам. Ме слушаш ли? Што се случува? Каков Аслан, не разбирам. Серхат е мртов. Зар не го тргнавте тој човек? Бесрамен еден. Мамо, немој со бесрамен, те молам, не зборуваш со 13 годишниот Джихан. Да те подсетам. Го направив тоа што ми го кажа. А дали Аслан направил нешто, тоа не знам. Прашај го него. Ако Илија скоро заде, дознае дека ние му го убивме синот, Тогаш јас ке одам на клада, мајко. Ништо нема да му се случи на твојот Аслан. Тој ќе живее. Ако некој од ова семејство мора да умре, тоа ќе бидам јас. Значи не се замарај. Ајде се гледаме. Ало? Се обидувам да го најдам, да, ама... ти ни денар не сакаш, девојко, те молам? Ама, види сега, ако тоа видео стане вирално, јас сум готов, те молам, немој. Ало? Ало?
Нурај, Повелете, господјо. стави ја во најмалата соба назад. Која, господјо? Неја. Веднаш, господјо Хулја. Мора да разговараме, многу е важно. Ќе ги поставиш на секаде. И лево и десно ќе ставиш обезбедување колку што има камери. Ќе зборуваме подоцна, во ред? Не, тебе те чекав. Убав господине, а? Ќе се разбереме подоцна за тоа што го направи. Ти како си? Добро сум. Го донесовме костумот за Каја. А господјо Лела, тие што нема да дојдат на свадба испратија подароци. Благодарам. Лейла, ајде малку да одложиме оваа свечаност за нашиот Каја, да бидеме предпазливите, молам. Може ли така? Што ќе им кажеме на сите тие луѓе, Ќе Аслан? кажеш дека ќе направиме посебна прослава само во кругот на семејството, може? Добро. Екрем, ајде да разговараме сите. Екрем, види, ако не можеш да го исфрлиш од глава минатото на оваа девојка, оди и разговарај со неја и заврши. Стави крај. Како да ставам крај, брате? Ја сакаш ли оваа девојка, сина? Многу бато. Сонцето изгрева и заоѓа со неа. Тогаш ќе одиш и храбро ќе седнеш спроти неја, ќе разговараш за се што треба, ќе отвориш чиста страница и потполно ќе го заборавиш минатото на таа девојка. Го најдов адвокатот. Има ли проблем, бато? Не. Бато, сепак тој беше син на Илијас. Што ќе правиме? Што ќе правиме, па што ќе правиме? Тоа не е твоја работа, бе, сине. Во ред, сега е моја работа, готово. Не, бато. Јас сум виновен, нема да дозволам да падне врз тебе. Кажи ми што да направам. Јас многу добро знам што би направил ако бев сам. Ќе го викнев Илјас, ќе му речев синот сам си ја бараше смртта, јас лично го убив со своји раце и ајде да видиме кој е кој. Ќе му застанев пред очи и ќе се борев со него, верувај ми, ама не можам. А знаеш зошто? Затоа што види, толку многу луѓе ме гледаат овде. Ме разбираш ли? Толку многу луѓе се подпираат на мене. 5 години јас се трудам, буквално се трудам од петни жили да не личам на татко ми. Ако работите се свртат, ако јас се претворам во него, тогаш ќе настане пекол. Тогаш ниту еден камен од оваа куќа нема да остане здрав, верувај ми, ниту ова семејство, затоа ништо не прашувај, те молам. Каде, Чичо? Ти да си го исчистиш нередот што го направи вчера. Повелете, господјо Девин, оваа соба. Ова соба е за Јамур? Не е користена подолго време, ќе ја исчистиме веднаш. Можеме и постелнината да ја смениме, ќе биде прекрасно. Господја Хулија побара да ја сместите овде, така? Ворете, сестро, ќе останам тука без проблем. Јамур, почекај малку. Господја Хулија сакаше таа да се смести овде? Да, господја. Може ли да ја подготвите друга соба што не личи на подрум? Ако господја Хулија праша, кажете дека господја Девин го побара тоа. Да, господјо Девин. Јавите ни кога ќе биде готова, ќе ги донесам работите. Добро, во ред. Благодарам многу. Што ќе се случи, сестро? Само за спиење и ќе останам. Јамур, ајде земи си ги работите. Сестро, уште од првиот ден ќе има непријатност, не го сакам тоа. Јамур, земи ги работите и одиме.
направите голема грешка. Господин Илјас порано или подоцно ќе дознае. Добро, ти без памет ли си, кажи ми? Што е ова, бе, ни се закануваш ти нас? Погледни ме, мамо. Ало, тебе ти зборувам. Се закануваш? Што мислиш дека ќе се случи на крај? Само ќе го потпишеш договорот и само тоа ќе биде. Што да потпишам? Чекај. Полека. Адвокатот мора да е веќе заминат, Иво. Ова е неговата сопруга и таа мора да молчи. Застани, Хуја. Јас жени не убивам. Истото го кажа и пред 45 години, Ибо. И што се случи? Што се случи? Прашуваше зошто Јусуф, а не јас. Ете затоа. Јусуф ја плати цената за своето семејство пред 45 години. Јусуф повеќе го нема, но ти си тука. Сега ќе го направиш тоа што мора да се направи. Повели. Букет, Молчи! Букет, добро ли Ти си? реков да молчиш. Букет. Извинете да прашам, вие сте Букет? Букет. Јас сум Аслан. Аслан Сојкан. Господјо Букет, искрено ви се извинувам за тоа што се случи малку претходно и верувајте дека не знаевме дека сте тука. Ако знаевме, сигурно немаше да постапиме на овој начин. Не сме такви луѓе ние. Ќе внимававме, верувајте ми. Впечатокот е лош, признаваме, ама ние не сме такви. Ви се колнам дека ни влакна од вашата глава нема да ви фали. Суат, ке му се случи ли нешто на Суат? Не. Можно е. Вие колку години сте во брак? 5. 5. Скоро ќе бидат 5 години. Деца имате или? Не. Ние немаме, мислам, јас и сопругата сме скоро венчани, ама немаме деца, се разбира, рано е се уште. Јас би сакал уште еднаш да ви се извинам. И ви ветувам дека ништо нема да ви се случи. Јас сега ќе излезам и ќе разговарам со вашиот сопруг надвор. И потоа ќе ве однесеме на некое безбедно место. Дали е во ред тоа? Уште еднаш извинете не. Излези надвор. Не, нормален е ден. Слушај. Види, ние сме лошите, во ред? Ама не сме толку лоши за да пукаме во жена, ме разбираш? А Илјас? Тој Илјас, кажи ми, тој таков ли е, кажи ми? Не. Каков е Илјас? Илјас е навистина опасен човек. Што мислиш дека ќе направи кога ќе дознае дека му е убиен синот? Ќе те уништи буквално. И тоа нема да му биде доволно, потоа ќе дојде и ќе уништи и твојата сопруга и ќе ве закопа. Двајцата. Погледни ме. Ворете види, еве, сега ќе почнеме да зборуваме нормално, јас и ти.
Што е ова овде? Ова е договорот. Погледни ме. Ова е договорот овде, ќе го потпишеме. Утре ќе ги земеме и парите. За возврат ќе ти направам услуга. Потоа ти и сопругата ќе бидете слободни двајцата. Дали сум јасен, ниту мене ќе ме видиш, ниту Илјас. Никого нема да видиш повеќе. Илијас нема да не најде, нели? Ќе ве сокријам така добро што самите себе си нема да се најдете. Во ред, ова ми е последната понуда. Разговараме мирно, во ред, те молам. Се договоривме? Ете така. Лела? Што направи? Успеа да го реши што? Што да решам? Како тоа, Лела, за долгот зборувам, знаеш? Што се случува, бе? Што ти е тебе? Ништо нема. Колку ти треба? 5 милиони за сега е доста. 5 милиони, толку? Во лири. Многу ми олесна. Повторно се коцкаш, нели? Лела, види, се колнам во децата, да знаеш. Немој да се колнеш во децата. Никако. Зошто ти требаат тие пари? Криптовалути. Се расипав преку интернет. Во ред ли? Не е во ред. Заборави на пари или заем додека не ми ја кажеш вистината. Дали ме слушна? Оди и облечи го каја. Детето се спрема за сунет. Тајланд во ред ли е? Да, има место што се вика Патаја. Човекот е веќе тамо. Барем така изгледа од страна. Ги користи кредитните картички тамо. Татко му испрати порака пред 2 часа на телефон. Дојди овде, дојди мамо. Дојди, ајде. Вклучи го телефонот. Господин Илјас се јавил 3 пати. Добро, јави му се. И прашај го дали му треба нешто. Ајде. Погледни ме, мамо. Смирено. Ало, господин Илјас? Зошто не се јавуваш, Суат? Ми се истроши батеријата. Серхат испратил порака, отишол во Тајланд. Не ве известили? Па знаеш, требаше да подпише со Аслан. Да, знам, пред да замине тој ми остави полномошно. Ако сакате, можам јас да го потпишам тоа. Добро тогаш, Суат, ти ќе го средиш тоа. Се разбира, господин Илјас. Да, ќе ви известам. Серхат ми испрати порака, вели дека заминал за Тајланд. Тој беше вознимен, рече да го почекаме договорот, додека не се врати Серхат. Му реков имам полномошно, можам јас да потпишам. И? Ако сакате, можам јас да го потпишам. Одлично. Има само еден проблем. Кој? Полномошното е во сефот во канцеларијата на Серхат. Сеф што се отвора со отпечаток од прст. Јас го имам. Што имаш? Прстот. Чи прст, бе, момче? Па десниот палец. Клештите ти. Проклет да си, синко. Тоа го направи сериозен си? Да. За секој случај, да. Ништо нема да ни се случи, нели? Ништо. Ни тебе, ни на сопругата, ништо. Во ред? Ајде. Сега знаеш дека мајка ми и чичко ми сигурно ќе се обидат да ги убијат. Нека останат кај мене. Никому нема да му текне дека се таму. Нели? Ти добро ли си? Се обидуваш вака да го прикриеш тоа што си го направил порано? Не, братче, се обидувам да те спасам тебе. Ме разбираш? Ајде се гледаме. Брат Ибрахим, господа, добре дојдовте. Дојдовте да разговараме за документарец. Па точно пред... Доста е. И ти, и твоја документара завршивте. Ова ти е последна недела. Собери ги сега вработените, објасни им
Кажи им дека од сега собственикот на медиумот е Ибрахим Сојкан. Јасно? Брате, јас не одам никаде. Цел живот го Ќе си одиш. И тоа доброволно. А потоа ја започне и таа работа со Серхат и со Јамур. Поради тебе настана хаос навсекаде. Брате, јас со денови го нема видено Серхат, го нема никаде, но сигурно не си безумен да го убиеш синот на својот партнер ти. Ако некој треба да умре, прв ќе бидеш ти. Тогаш ќе разбереш до каде сме доведени. Една недела, а ти? Една недела и каналот е мој. Добро. Бато Илијас, како си? Добро е, а ти? Добро е. Тераме работа. Сакав да прашам да не ти одземам време. Бато, не можам да го добијам Серхат. Имаш ти некаква вест? Беше во Тајланд. Тајланд. Чудно ми е, брате, што заминал среде сите обврски, отишол... Се случило нешто? Не знам, бато, не знам дали западнал во неволја. Што и да направил, ке истражам, ке те... Јави се ако има нешто. Се разбира. Секако, ке се јавам. Тогаш се гледаме. Во ред е, бато. Почит, бато. Поздрав. Да видиме. Нема да можам да дојдам денес. Ајче душо, ајде ако е можно да ги закажеме средбите за утре. Во ред, господјо Девин. Да, вашата адвокатката, господја Пинар, испрати документ. Треба да го подпишете. Навистина? Зашто станува збор, кажа? Мислам дека станува збор за постапка за заштита на вашето презиме. Разбирам тоа прашање. Ке го средам кога ќе дојдам утре. Ајде, синко. Ајде, Каја, крени ја раката. Во ред, ајче, ќе разговараме подосна и онака ќе се видиме утре. Зборувај малку, барем климни со глава или нешто. Ама што ти е вака, а? Што не е во ред со тебе, а? Живееш во луксус, што уште сакаш? Ајде кажи. Сакаш да бидеш како татко ти? Сакаш и тебе да те газат како бубачка во оваа куќа кога ќе пораснеш овде, а? Кажи. Оној што ќе молчи во оваа куќа не си ти, туку јас, ме разбираш? Јас сум, јасно. Ти ќе зборуваш, ме слушаш ли, Каја? Ти ќе зборуваш, синко. Ке зборуваш. Дали ме слушаш? Каја? Ај, душа моја. Леле, колку ти е убава облеката за обрежување. Каја? Знаеш ли, понекогаш нашите мајки, татковци, наставници, па дури и ние правиме грешки. Како што направи татко ти пред малку. Но сакам никогаш да не заборавиш една работа. Никој нема право да те натера да направиш нешто што не го сакаш и што не го сметаш за исправно. Ти си многу драгоцено, многу посебно детенце, знаеш ли за тоа? Само еден си на овој свет. Еден. Затоа ќе плачеш кога ќе сакаш, ќе се смееш кога ќе сакаш, ќе зборуваш кога ќе сакаш. А ако не сакаш, нема да зборуваш. Се договоривме? Да пукне. А сега може ли да ни дадеш 2 минути да поразговараме со татко ти? Ти благодарам. Ке се видиме за кратко, душо. Ке ти направам сериозен проблем. Ме слушаш ли? Ако уште еднаш се однесуваш или го допреш ова дете на ваков начин, ќе направам со тебе се што никогаш не сум се осмелила да му го направам на татко ми. Дали ти е јасно? Добро, ме слушаш ли? Ајде, тргни ги рацете. Јас немам што да изгубам веќе. Оди, испакувај се со твоите нерешени трауми со татко ти. И немој повеќе да се мешаш меѓу мене и мојот син. Една Хулија Сојкан и еден Аслан Сојкан се доволни за оваа куќа и повеќе ништо не треба. Воопшто не треба.
Што има? Те немате новиве. Имав работа. Јамур, сакам да разговараме. Во ред. Во ред ли? Секако. Ќе дојдам, ќе те земам вечерва. Да поразговараме. Добре дојде, мајко. Господју Ебру. Мислам дека господја Хулија го тргна мојот стол, така? Може ли да ми го вратите столот на место, ве молам? Донеси го, Ебру. Во ред, господјо Хулија. Може ли да не оставите сами за момент? Сега кога веќе се дел од ова семејство, да бидеме поотворени. Да разговараме. Се разбира, господјо Хулија. Да седнеме малку штом го донесоа твојот стол. Ти благодарам, Ебру. Се разбира. Знаеш ли што навистина те прави дел од ова семејство? Што? Злосторството. Најцврстите сојузи се градат врз злосторство. Соучесниците во злосторството седат на нашата семејна трпеза. Јас не извршив никакво убиство. Еден човек ја притепа мојата сестра до смрт. Јас верував во правдата. Потоа се случи сето ова. Се уште ништо не се случило. Се дури сега почнува. Само размисли. Но немој да се плашиш. Зарем нема уште некој што знае дека го убивме Серхат, кажи ми? Се разбира дека има. Има. Неговиот адвокат. Например, сопругата на адвокатот. Толку млада како тебе. И? Што сакате да кажете? Ке ти кажам. Сега кога ово Илија скоро заде, ке дознае се, може би ке умре твојот сопруг, а може би твојата сестра. Или пак ќе умрат адвокатот и неговата сопруга, што знаат. Што значи ова, господјо Хулија? Зарем ова не е глупост? Каква логика има ова? Ова не е логика, ова е искуство. Ке ти кажам што ќе се случи. Ова е можност да ме запознаеш мене подобро. Направив се за да го заштитам моето семејство и се уште правам. Би можела ли да направиш такво нешто? Што ќе направите? Дали само со нечија смрт го штитите вашето семејство? За жал да. И во оваа работа нема друг договор. Што зборуваш ти, мамо? Не те разбирам, што зборуваш, кажи ми. Аслан, што значи тоа дека уште двајца ќе умрат? Што значи тоа ќе умрат уште двајца? Девин, не викај, нема такво нешто, никој нема да умре, добро? Утре ќе ги подпишеме договорите и ќе го испратиме човекот и неговата сопруга. Ти што кажа сега, кажи ми? Не, навистина мислам, што добиваш со вакви зборови? Што е, се смируваш вака? Јас не реков ништо лошо, сине. Само сакав да ја посакам добре дојде на Девин во нашето семејство. Ти види. Немој, Аслан. Немој да ми кажуваш ни збор за ова.